Што се акции? Акција представува дел од сопственоста на една компанија. Како сопственик на акции, акционерот има право на дел од средствата и заработките на компанијата. Предпоставете дека Никола отвора сопствена компанија Никола АД. Него му се потребни 100.000 евра, но не сака да позајмува пари од банка. Наместо тоа, Никола инвестира 50.000 евра од сопствените заштеди и наоѓа уште 5 останати инвеститори кои веруваат во неговата компанија и кои се спремни да вложат уште по 10.000 евра. За возврат, тој им издава потврда дека поседуваат 10% од неговата компанија. Со тоа, Никола поседува 5 акции, а останатите инвеститори по една акција. При таа структура, една акција представува 1/10 од зградите, опремата, материјалите, но и 10 од идните заработки на Никола АД. По една година, компанијата остварува голем успех и ја зголемува својата вредност на 200.000 евра. Тоа значи дека секоја акција која ја поседуваат инвеститорите сега вреди 20.000 евра. Тоа е двојно повеќе од вредноста на акцијата во моментот на основање на компанијата. Акционерите може да решат да ја продадат на други заинтересирани инвеститори или пак да чекаат дополнителен раст на цената. На долг рок, како што се развива компанијата и растат нејзините профити, расте и цената на нејзините акции и дивидендата која ја исплатува. Така, доколку погледнеме низ историјата, ќе забележиме дека сите големи компании како Apple, Microsoft, Amazon, Nestle и така натаму имале период на пад и раст на акцијата, но генерално на долг рок нивната цена растела. Ова е начинот на кој функционираат акциите. Со нив постојано се тргува на берзите ширум светот. Акцијските инвестицијски фондови инвестираат во акции од различни компании, индустрии, па дури и држави. Со распределување на инвестициите, целта е да се намали севкупниот ризик на кој се изложени инвеститорите, а при тоа да се оствари задоволителна добивка. Сакаш ли да дознаеш повеќе? Побарање на 02 3 100 535 и закажи состанок со нашите инвестицијски советници. Тие бесплатно ќе одговорат на секое твое прашање во врска со личните финансии и идеите за инвестирање.